Добре дојдовте во деветата епизода на Косовска хроника. Јас сум Владко Јосифов, а заедно со мене во екипа се Валентин Станчев и Билјана Јосифова. Пред да го најавам следниот гостин, би сакал да ве замолам за еден шер, subscribe, пошто доста ќе ни значи на нас како здружение. Во денешната епизода имаме писателка, актерка и илустратор Нина Максимова. Да, цак. Здраво, Владко. Фала многу што ме викнавте во емисијата. Задоволство ми. Мило ми на мене што дојде. Знаеш, концептот на нашата емисија почнуваме со раните почетоци како си добила желба за да се бавиш општо со која ти прва уметност илустраторството ја предпоставувам или не? Тука негде беа цело време заедно и уште е така, не можам да кажам која е прво. Можда заедно, ама можда актерството е прво, пошто тоа го избрав. Тоа ти како главно. Да, а другото е попатно, ама не се откажувам од него. Јасно, да. Добре, ја тебе запознав, не знам, пред може 7-8 години, може и повеќе, баш преку, може 10 да има, да, преку илустрациите. Да. Со едни слики интересни. Имате мои слики. Да. За вас се, нели? Да. Баш и тоа беше, има уметници што се трудат нешто да направат ова игра, да ја дисконтактираме на било кој начин, нели, како да ваѓа. И у текот на времето дојде до професионална актерка, организаторка и така натаму, да. Како тука си завршила средна школа? Да, тука завршив средно општа гимназија. Па можеш да ми кажеш и баш и сега ако сме више кај средното школа, кога дојдевме, општо каков е бил животот, што се сеќаваш за укочење да го фанеме малце. Животот средно. Па ќе продолжиме на натаму после. Животот средно, многу беше јако. На сите ни е јако средно, нели? Да, многу јако беше. Кој кафиче беа у тоа време? Тоа колку си? 10 години од како ја престана да искачам. Кој излававме ние, кој почнавме да излаваме. Бастион беше на тоа време. Фри беше, Манаус, Пабо. Онај паб, не сеја Пабо Шаирскиот, до него тоа маленкото. Тога и баш. Да, имаше едно време таму и свирки. Се не знам колку време постоја тај паб. Они се преместуваа прво BNG погоре и така, не ли истиот газда може бил, ама Пабо си е паб. Така нешто беше, да. Ама горе вриеше, стрип после беше, че буквално ја имав неколку друштва и со тие другарките што ми беа за излавање по кафичите. Значи, излаваме вечерта и одеме, круг правиме цело време, не седаме на едно место, пошто тука пиеш нешто. Во Горниот Трговски. Во Горниот Трговски беше живо, беше пуно. Така беше за младите горе, уште тај период, беше, ке вртаме круг, разбираш.
Круг покрај реката, круг горе. И со другото друштво, друштвото на уметниците, со пробите, со глумата, со сето тоа, со нив покрај киното, позади киното. Да, имаше ли активности во тоа Стариот време? парк. У средна школа? У средна школа, барем за мене, беше испунето време, значи максимално. Почнав да се занимавам... Кој период тоа, прилика 90 и кој ќе му дојде некој? Уствари не, јас сум 90 некој средна школа. 86. Не, чекай, 2000 некој ќе е. Не, ја бев средно 2002, така нешто мислам, или? Пошто е битно за Косовска хроника, да знаеш и тие малци годините од прилика барем да ги знаеме. 2010 завршив, 2010 се запишав на ФДУ. Значи 2010-та, 2006-та, а не и втора. Нина. Втора може да се почнала средно. Беше веќе основно, да. 2006-та. Генерација ли сме? Сеќавам се. Ке Ружа никој каде ме заедно на курс, точно не, ке го има ли? Ке го има, да. Сега како ми кажа, сега на себе текна, да. Генерација сме. Епа? Да, Значи 2006 до 2010 е моето средно, дојдоме до годините. Значи на вајно периода, исто така. Стара ренесанса од нашите животи. Да. Имаше представи тогава од тоа време, што би ги правевте. Мада јас почнав малце порано со тоа, значи може за тоа да кажам нешто. Тоа беше уште од 7-мо оделение, да речеме. Мада моите почетоци актерски може да се уште по-назад. Со Емилија другарка ми глумевме основно. Значи патронати, такви некои настани у школата, ние бевме у Раде Кратовче. Таму завршив основно. И од тоа дојдов до моменту у 7-мо оделение, близначките Наташа и Наталија, знаете ли, знаеме ги сите, поздрав до нив, едната е у Америка, едната е у Хрватска. Ојде сите кои на дека видеат и кај мене така. Тогаш имаше екипа, имаше некој фестивал, Мед фестивал. Помагавме ни една година на дечките, да. Ја не бев уклучена у тоа, пошто ја бев 7-мо оделение, они беа малце поголеми од мене, јас секој бев најмалата. И имаше, Наталија имаше напишано драма, Железно небо. И ја правија, тоа беше првата представа која што ја правив уствари. И беше у кино, не у киното, мултикултурно. Да, и се уште мултикултурно. Да, се уште името му стои мултикултурно. Да, сега сала на општина почне да се отпуши. Ето така. Знаеш, сега салата. Тогај имаше фестивал. Music, Art and Drama. И собравме се екипа и имаше као кастинг. На тај кастинг го запознав Горан Додевски. Горан Додевски, значи го познавам, значи не поздрав, значи посебна категорија на значени луѓе у мојот живот, можам да кажам. Ја првото посериозно со него е пусна Келавата пејачка. Знаеш, точно. Значи, на сите ни е Горан многу посебен драг човек. И Френк Запа, он ме упозна со Френк Запа, разбираш. И со многу други. Значи, музика, уметност, театар, значи, се од него научивме, буквално. И тогај имаше као некој кастинг и кастингот беше у гимназијата, у музичкиот кабинет, сеќавам се. И ја 7-мо оделение одам у гимназијата, леа многу јако. И тука се комплетира екипата и представата се случи. Представата беа они веќе беа средно уствари, да. Беше Марето, беше Нели Наташа Наталија, Дени Стојанов, другар ми што и он исто заврши глума после. Василија, Пржо, Ацето Лелеков, Даниелчето и Јулето, Столе, да не забрам, Горан Мирчовски. Кој да не забравам некој, извинете ако забравам некој, ама таа екипа беше и беше супер представата. И од тамо продолживме уствари. Ово може да функционира, супер ми е, многу е јако. Би сакала уште повеќе да се занимавам со тоа, да. И тука со Горан почнавме уствари да се дружиме и стигнавме до тие представи, после со него што ги правивме. Како се ограбува банка, правивме со него, Изгубеното ехо, правивме со него.
да ги погубиме со убавина после настано што се случи, може да дојдеме до тоа. Ќе треба да сакам да се задржиме. Да, ќе дојдеме хронолошки. Со Трајче Георгиев исто работивме усредно, Богдан Проста. Квалитетен и глумец и режисер. Да, ми е жал што сега не е веќе меѓу нас. Ама ние втора година средно бев, ја правивме Ромео и Јулија. Да, јас бев Јулија, а Владко Игнатов беше Ромео. И деси се таа представа, и со таа представа отидовме у Србија на фестивал. И супер се поминавме се до тоа, и значи веќе почнуваат моите представи тука усредно. И ја цело време сум на проби. Тоа по фестивалите па колку се посебни приказки. Да, тоа е одлично, и преако е плюс средношколеци, другите се поголеми од тебе, за тај период, запознаваш се со луѓе, одеш надвор од државата, разбираш, преако е. Плюс со таа екипа не бевме стварно пријатели, бевме баш екипа бевме, и се дружевме цело време. Значи, ако не е зад киното, ако не е у киното, ти едно време можевме и смеевме да бидеме у киното и работевме у киното. Оти за да работеш, треба да се дружиш, виза сега. Да. Тогај кога работевме и кога смеевме да работиме, супер беше. И одевме, работевме на проби, немаше никаков проблем. Седевме надвор од киното да се баеле, значи му обети ова, она. Јако беше. Центар за култура, баш центар. И баш беше се околу киното. И ние проби кои сме правили, рандом се доваѓале луѓе што не ги знаеме или деца, надвор си седат, слушате пробата, ама тука сте, нели, тоа е, собираш ги, не мора да се директно да ги знаеш, нели, собират се луѓето таму. Ко можеше секој време, не у секој време, до 10 мислам саат од ноќта, може да се прават проби музички, а онака ако правиш театар, може клучо да ти го остават, па ти проби. Оставале са него, имали сме проби. Не е толку гласно, освен музички проби до 10 без проблем дава. Сега не знам законно, не верувам да се смени. Минато време се збора за тоа. Да, оти сега до 4 сата работи киното и после тоа синдикатот забранува да се работи и не се работи после 4, освен за специјални пригоди, кои треба да се измолат работите, Ово е некој време така? Гледа, ти знаеш што нашиот славен директор, поздрав голем до него, колку многу имавме мајки и проблеми. Тога е само имињата се смениле, случките може после изненадуваме на моменти дека и ово ли е можно, разбираш ли, од менеджер на институција за култура, можно е, разбираш, или ово е, и тоа е. Продолжуваат перипетијата. Да, продолжува. Лични мислења, лични чувства се тука, како треба, како не треба, по некој си список од 45-та, разбираш ли? Многу ми е познато. Така, паќе го наши пријатели погубиме со убавина. Така се роди фактички. Забранија, немаше тука вие веќе да работите и немаше тука да имате проби, надвор толку крај. Оти тука крај, како крај. Што лошо правиме? Ние правиме представи, тоа правиме, ништо повеќе и помалку од тоа. Значи ние се собиравме, правевме проби и представи само иницијативно, нити пари, нити нешто. Значи сите од чиста љубов и од тоа што тоа сакаме да го правиме. Јако ни имаме екипата, имаме се што ни треба. Треба да си будала, да мислиш пари дека некој ќе земе од тоа, не? Какви пари, ние бевме леле преко лошо го правиме. Не сме ни мислиле на такви работи. Тоа нормално. Да. Ама и тоа се деси, Ето, личното мислење превлада, он мисли дека вие не треба да сте таму и правите бавите се со култура. Проценка, дека тоа така треба да биде. И ние рековме, окей, шом не може унатре, може надвор. Културата нема, на културата па не и треба секој таков простор. Значи, културата е насекаде, и театарот е насекаде. Треба еден празен простор, еден човек да помине и еден да го гледа, и тогаш се раѓа театар. И тоа е тоа што ние го направиме, разбираш. Окей, ајде правиме. Ќе го направиме тоа и 10 дена направивме настан по шеталиштето околу
киното, фактички. Да. Ја го знам наставно, да кажа. Да, значи имаше свирки, имаше перформанси, имаше етиди, имаше као мини мали представи, имаше живи скулптури, имаше работилници за цртање, за музика, за свашта имаше нешто. Дори од Виница имавме, у тај момент се живеевме многу со уметниците од Виница. Значи имаше доста млади луѓе, значи Маријана, Дејан, Киро Трачари беше тука у Виница исто. Он беше со Горан нели пријател, така да споивме се некако и они беа уклучени по после и они правија слободна зона у Виница, ако се сеќаваш. Многу јак настан беше тоа исто. Таа година, фактички наредната од да ги погубиме се убавина, оние направија слободна зона и ние бевме гости и настапувавме на слободна зона у Виница. И тоа умрежување беше многу јако, пошто такво нешто не се десило до сега. Мислам, може и после тоа. Те сега дечките исто тука не им дадеа настани у Виница, го исто првиот, значи па има уште таа конекција сега. У Виница, институцијата, мислам или надвора не? У Дома на културата, што го реновираа сега. Да, и таму се им даде. Ние бевме за Хрватско тај момент, не сме били за да видиме, ама успешно реализиран настан у Виница. Ето. Значи имаме историја на пријателство у културата за Виница. И ние викаме, ако са Кочевска хроника, така се погоди. Иначе никако не ќе да изоставиме, барем тука што се ни Виница, ни скоро еден град е, нели тоа е. Пешки сум удил, буквално сум удил пешки. Те дека е, ајш ти далеко е ходиш пешки, нели? Ама Виница те дека е. Виница стварно можеш пешки да еш, реално. Сум, буквално не лажа, како тиледжер, не? Ама нема, према сајд, тема дека 10 километра. И ништо, тоа што викаш, испадијаве, нападијаве, вие средношколци тогава. Да, средношколци, од возрастните, да речеме, Горан беше организација, Зев беше исто, Мики што фотографира исто беше со нас, он го документира баш целиот настан и го има некаде, веројатно. Нема чува си ги приватно, не ги дава многу. И нас дојде слика, не дај барем една-две, викам. Имаше ги, најдем. Поздрав, Мики, другари. И тоа се деси, деси се 10 дена, секој ден беше лето и луѓето буквално, знаеш како е покрај реката гужва, летно време, и минат и сега тука рефлектор и некој ја стоа вака или нешто, скулптура некоја или нешто сцена почна еднашка и луѓе застанат, не им е јасно што се дешава, разбираш. Одат понатамо кај скалите. Знам дека на Данчето, Ефтимова ли беше презимото, Данче, извини, што не ми текнува на презимото, што црта мурали сега, Данчето од Виница, таткој што почина, дека почина човеко, свиреше на некој жичен инструмент. Не, друга, да, знам го. Да, и они настапија, као возрастни луѓе, музичари, исто имаа своја точка, така да имаше баш диверзитет однос на перформансите. Да, што викаш, не се само таа генерација, него... Да, беа уклучени они, па нешто цртавме, па некои работилници, значи беше јако, беше динамично, беше интересно и нешто што Кочани не видело, да речеме, за публиката зборам. Па и ние не сме го правиле, прв пат го правиме тоа. Па видиш нови работи. Најверојатно не е било покриено од медиумите. Не беше покриено од медиумите, беше само побарано за струја, тоа беше проблемо. За рефлекторите, бандери, не бандери. Како се реши на краја не знам, ама не беше поддржано. Тоа беше наше. Не можеме унатре, окей, можеме надвор. Фала, пријатно. Да, ја исто и го викам сега и нови деца. Не дават едно место, имаш еден куп места. Апсолутно, дека сакаш. Застани на улицата и прави го тоа. Посебно за уметност, нели? Апсолутно. Ај за бизнис, па треба ти ово, но за уметност сурово, што викаме, само почни. Точно. Да. Добро, убаво што се врнавме така. Баш ме интересираше тај момент, оти немаме го разглобувано да ги погубиме субавено до сега, за сега. Насеше се на институциите и не само на конкретни луѓе, туку на система у кој што ги изфрла младите луѓе што сакат да креират од единственото место што треба да им ги отворе вратите. Значи домовите на култура се на градо,
Да. Точка. Да. Значи тоа е место у кое што секој млад човек, уметник, ти треба да го стимулираш да дојде и да го поддржиш. Од него можда ќе се роде не знам кој, разбираш ли? Можда за 10 години он ќе биде некој со кој што министерот ќе се слика за кампањата, разбираш ли? Да. А ти сега му викаш чао. Сакаш? Не. Домовите за култура и центрите за култура треба да ги отворат вратите за младите луѓе да творат. Тоа е местото у кое што они немат простор, немат ни пари. Или да ни кажат да си отвараме алтернативни центри за култура. Тоа секогаш може да се направи, иако е нели со тешки маки, ама тоа е секогаш нели алтернативата така постои, нели? Тоа е. Од државата не ти никој пат не ти ништо и мислиш дај како ние да направиме сави киријата колку ќе биде, колку ќе биде исклатливо. Не, ама ќе можеме, ајде барем пола година, некој пат е било така. И по-сладко. Да, поте по ценено. Разбираш и да, така е. Обично од првиот момент до тие 6 месеца на натаму и после нема се финанси, не е одржливо за било што. Па тешко е, посебно за млади луѓе е тешко, едноставно ти треба да имаш извори за тоа да го одржуваш. Треба да имаш, мислам, јас пошто го знам проблемот со тражење пари за изнимување на салата у центрите и домовите на култура, јас сум против тоа. За да правиш културен настан, не може да тражиш пари ти на младите луѓе за да им го отстапеш местото на кое што они ќе творат. А тоа се млади луѓе, немат пари. Они гледат у тебе некој помош, некаква помош, разбираш, некој што може да му овозможи. Не може ти од него да траеш пари. Барем место. Нели, не тражиш, не знам што да им плати. Барем кога не се користи за нешто друго. Да, барем кога не се користи за кога е слободно, апсолутно. Така треба да функционира. Зашто тоа не е нормално? Зашто тоа не е нормално едноставно? Ја ти кажам, беше нормално на времето, тај ако сум бил тинејџер, од тај период, ама уште од Југославија работи состојале пред да ги расипат и тие. И беше нормално да идеш да си траеш, просто да ти дадат да свиреш, нели, па се понашаш се културно, уљудно што викат, нели, така. Малце. Не. Почитувани. Чисто, ајде, може да се напиле некој пиво, ама те за цигари, за такви работи, па искочиш до надвор, зависи, нели, па да не и средеш си го простор, не го оставаш разбутан, ама ти одеш свирни. Добро да имаш свесност некоја, и тоа треба да има од другата страна, нели? Ипак. Треба да има култура, некоја на понашање. Оти ти шириш култура, основната култура е тоа. И јас зашо викам, нели си да се идат у странство и се чукат у гради какви биле дали македонци или други нации без разлика. Прво почне тоа, најголемата култура е шириш ти дали пикавицу, ќе го носиш 5 метра и ќе го пушташ у кантата или тука ќе фари, или такви нели ситни некои. Ако ма тие ситни работи се битни. Шириш кажуваат за човекот. За човекот и од дека доаѓа, од која околина доаѓа и што сака он у животот да прави, нели. И од има секакви, нели, видиш го пушташ ишто, скрше го, нели, јасно ти, нели, сака да се распадне. Додека стасавме сега. Средното школа го офаќаме, офанавме го и како полека одеш на факултет. Да. И значи после тие сите представи со Горан и екипата, ја веќе сваќам дека тоа јас сакам да го правам и сега одам дале. Значи дај сега да видиме што како на ФДУ Скопје, тука е најблиску и мислам сосема е окей да продолжам таму. У еден момент се двоумев дали ФДУ или ФЛУ. Да, пошто не го напуштав тоа кој што кажав на почетокот и тоа ме интересира, сакам да се доусовршам, сакам да научам фактички, пошто не знам многу работи, нели? Па нормално е. Освен тие што сум ги научила у средно од мојата сцената професорка и пријателка и многу ја сакам, Благица Андова Николова. Значи она ми е до ден денеска, ние се слушаме и се апдейтираме што правиш, како правиш, добро ли си ова она. Значи развивме еден многу човечки, многу убав однос
имав многу голема поддршка и од неа за тоа да го развивам. И она викаше као не се откажува од тоа. Да, и на Јас мене ми стварно by не the се way откажав. омилена професорка, да. Ко да не ти биде, нели? Ко да не ти биде, Благица Милена. Тоа е Значи, она е тоа, да. таква. Она е прекрасна. Да, црно тук графика, ова тети Да, графика, ова да, ајде прави се. да. Правите да бидеш активен на час, ако сакаш, не е така. Гледа, например, најде потенцијал и го стимулира цело време. Да, да. Прави го тоа, вау, шикнува се, разбираш, леле, вау, Да, ти си ја не нешто зашол, тука црвена мајца со бел круг да не кажувам натаму, знаеш, ој Тесла е пример Да. за графика, не, викам, не сум да. ја, оно, нели што викаш, Ама гледа се, возбуда се, направи ги работи, гледа уметноста така на гледа начин. уметноста, ти има око, разбирање и гледа у тебе потенцијал, може да не за тај круг, или може да при тај круг ќе види нешто. Добар пример, одма го најде Да. како добар пример да стае. Искочи на таблата контраста да се види нешто, тај му веќе беше свака част, Да. добро што ја спомна. Да, Баш како и да не така ја спомнам. сакаме. Значи, тие двајца, Благица и Горан, се виновни за се. Браво. Да, значи они се виновни. Значи тоа е тоа. Многу ги почитувам и ќе ги сакам и почитувам Многу е битно бескрено да за имаме секој. такви луѓе, нели, цело време, што Да. ќе може да и потикнат Да. помладите. Посебно кога си млад, нели? Многу е значено за млад човек такво, дека аха, окей, значи некој нешто препознал и видел и ме насочил некаде, Да. поддржал. Барем еден. Разбираш ли? Барем еден, да, еден. Е доволно. Да. Од И- дома сигурно си да. па и мала поддршка, Да, не дека дома не исто си. имав, да, сега да не звучам Ама дека од луѓето дома што не се мало. разбират од Да, дома, да. нели, он ти Да. каже баш супер на цета, ама ако он самиот не се Да. разбира Да. како, што Тачно. е друга работа. Мада цртањето, да ти кажам, морам да го кажам тоа, дека ми е од татко ми. Аха. Со татко ми го почнав цртањето од мала, многу од мала. Со Браво. него цртав и он е исто талентиран за цртање. И со него го развивавме тоа, тај однос према цртањето и ја продолжив после. Така да и татко ми е значаен за тоа. Многу е битно да имаш и дома Да. таква подкрепа. За после исто, што и да одлучив. Кој факултет да одлучив? Уметнички. Знае ја дека јас уметнички ќе одам факултет. Еднаш како се покажеш ти дека си знаеш што правиш, Да. нели, и дека Да. не си лит мараш, Да, да. викато стајате родитело, па натаму да се одлучиш. Ја така ја баш гледам така, работа. да. Израснав 2 деца, нели, Да, како Така да убаво е тоа, да го поддржаш детето, да го препознаеш дека има некои афинитети, не мора да е уметно себе, не мора да, е нешто, нормално, што и да е, нели. да го стимулираш да го насочиш, окей, супер, нешто има тука, ајде да видиме, насочи се натаму. Како по-возраст се знаеш некои работи, што викаш, насочиш Да. го или му дадеш конекции, Да. и за да не упатиш го прашаш го тај и тај Да. за понатаму, или некој по-стручен ше. Да, Да. Давид кај нас, нели, он слика и баш тоа беше Да. убето. Орхан е човеко, за да да. исто поздрав и до тачно. Орхан. Поздрав и до Орхан, јас одев и на курс у киното. На времето кога држеше он курс и бев кај него некое време, да. Па има од неколку страни, па човек го малку од малце го попркне еден Да. друг. Точно. После ако си го бил човек, си го фане пато, Да. ако не, жали се не е Да. била оваа работа и спај. Знаеш како, јас завршив на ФДУ, сето тоа е супер. Аха. Криво ми е малце што не отидов и на другиот. Да малку Да, да. значи, можда графички дизајн или нешто такво би сакала, а можда и сликарство да пробам, не знам. Од секојаш ми беше као, леле, ово сакам да го... И тоа. Ама се пренасочив кон другото, а тоа го оставив. Останати Опакно да така, се па занимавам гледај, со има него. време. Нели? Па да, зашо да не, нема се, нема. Не се. Ја да висока се запишав и бати и Давид кога беа родени. Да, Да, така. прекрасно. Браво. И за Супер. работа одев. Да, и на работа и со 2 деца, полека, вонредно завршува се и жена. Лека полека дипломиравме у јуни. Да, Честито. Браво. Слабо у јуни, редовно кога беше јуни, тај Да, јуни, да, да. значи тоа не е полека. Како и да Да, е не, за честито. полека што викаш, да. Стварно. Супер. Со родителите и со општеството сакав да прашам поддршката, ама те Окей. успатија, кажуваме те на бившиот директор, тоа е една од неподдршките што се случували исто така. У тај момент, У да, момент кога да. ти си средно школа и си викаш ако е овака
Што тражам ја тука. Не дали ќе се бавам уметност или не, него што ја тражам тука. Да. И дојде момент што ти стварно си најде зашо си у Куманово вработена, нели? Многу едноставна причина. Нема тука театар. Нема театар, Да. за жал. Имаше неколку пати иницијативи за отварање театар. Подпишувавме се на тие иницијативи, неколку пати ги организира разни луѓе, мои колеги повозрасни, и Дарко, и Кристина, и Трајче во еден момент. Значи, на неколку пати сакам да кажам, знам дека тоа се таман да се десе, еве сега ќе собереме, ќе направиме и никако да се случи, а има многу дипломирани глумци од Кочани. Да се изненадаш. Да, и ние како собираме податоци за уметници, нели помлади што не ги знаеме, гледаме дека има и режисери, и глумци. Има и режисер, да. Голем дел се и невработени, за жал. И тоа е исто тема. Така, да. Може тука има и опција да има капацитето и на институциите, нели, без да се отварат нови институции, веќе има капацитет, и мултикултурни што викаш, и дома на културата. Асному со малку труд исто така може да се прилагоди. Асному видов некоја снимка пред некој време на интернет, толку тешко ми станаат снимката, толку криво ми стана. Дали се уште у таа состојба? Таа е најната шпица, не е тоа како поставаме. Зашо дозволија така се распадне тоа место? Ние како деца одевме таму на Вавилон, на Игрорна, музичко беше таму, ја не сум одила на музичко, нели, ама таму. Пробавме таму, канго Бог да прости, и нашата простори у ходнику. Значи тоа беше живо место, таму деца може. Сега не знам баш деца како ќе пушташ ти таму тоа ѓубриште испокршено се. Нема се скршено се. Универзитетот беше таму, пред година универзитетот се повлече да го прави факултет Паушти, што има дори штековите од зидовите си ги земаа. Не. Да, видов снимки, тоа све е распад. Да. Почтрфи се, штеков, бакаро, стражар, не знам дали уште има, ама е хаос. Па кој е стражар? Те одивме, нели, мушкавме се да сликаме и ово, да снимаме и оно. Ај, од онаа страна може. Доваѓат, барем тие години кога се иселија имаше. Па барем таа салата да биде позачувана, не може да знаеш. Легенди сме да уништиме, а да направиме ново шанса нема, тоа е многу потешко. Плюс ово ти што го збориш за театар, за отварање, за тие работи, тоа е натовар на државата и на Министерство за култура. Министерство за култура институцијата. Јас сум под Министерство за култура. 11 years. 11 години работам у Театар Куманово, Центар за култура, така да сакат да се ослободат од институциите, да прават помалку институции да има, не повеќе. Така, не ти треба и театар и сакат трансформации некакви што не е до крај јасно што значат и на што мислат и на што се однаса, да не шпекулирам сега. Да, јасно. Ама институции плюс, не знам колку е у прилог. Плюс, да биде у минус ако може. Да, пошто е финансиски многу тешко изводливо тоа за државата. А земјата у криза. И пропадна од нас, културните работници. Замисли, не е срам. Тражите и пари. Ја тоа го кажувам општо како, нели, со иронија, кога нешто ајде да правиме, па шо како финансиска конструкција и се народу нема леп да јаде, вие пари тражите за концерт. Тоа се различни работи, ама да, разбирам што сакаш да кажеш. И сега кога дојде ред малце да има барем за леп да јаде народу, не е толку. Оти ние стварно живеевме у еден период кога после распада на Југославија, кога таа изјава многу често беше точно, знаеш, ти срам те фане некој пат, повикаш си, не е толку зор концерт да правиш сега, народу стварно нема леп да јаде. И гледаш и луѓе по канти си бркат и се. Мислам, не е до толку било грозно, ама доста тешко беше. 90-тите? Ние бевме деца. Од 1990 па
таму негде до сега. Па се до ден денешен. Ама ајде, малце се подоправат, нели? Малце се подоправија некои работи, Оти не да. пуштија да може слободно у Европа да се оде и имаме интернет, тие што сакат да бидат фриленсери, отвори се светски пазар, па затоа е малце подобро, иначе ништо со допринос на самата држава не е станало подобро. Морам еден дисклеймер тука. Да. За културните работници, еве како културен работник што работи во институција државна 11 години, добра, ајде да не звучам толку ригорозно. Не е единственото, ама можда најдоброто нешто што се деси е синдикато и колективниот договор. Тоа морам секаде да го спомнам, затоа што е така, затоа што е трн у око на И многу Министерството. добро што го спомна, синдикат е многу битна работа. Синдикат на културата, СКРМ, да. И за да, нели, конечно евр, прв пат, имат свој договор, имат свој начин на функционирање, на пресметување на плати, на категории и окей. Многу јако. Да, А знаеш има колку сум заштита. домал Наставно си ти синдикат? по синдикатот те заштитува од се друго неправда што има или што ќе се случи или што се случува, како сега моментот со колективниот договор. Значи тоа е може исто идеја, мислам идеја веќе постои, нели, ама еден од начините како сите само синдикати, брат. Синдикати борбата е синдикато. Синдикати ама те он е задоволно од зависи од синдикатот и кој е у синдикатот. Апсолутно. И како го раководе. Добро, тоа секогаш стварно синдикат ти функционира така или е само на име синдиката? Да, јас сум работил у фирми у кои газдарицата е била председател на синдикатот, знаеш, и што ќе тражиш ти? Многу лесно. Тоа така. Многу лесно. А шо? Како? Многу сакам да ги спомнам кој, ама се договориме да нема такви работи. Ама да, посебно за приватњаците, односно за луѓето на приватно што работат. Не знам тоа дали некош ќе се деси, ама синдикат е многу битна работа за работниците. За сите работници. Да бидат заштитени, знаеме и нашите родители, и нашите пријатели како работат по приватните фирми и што се дешава, нели? Да. Еден тон неправди има. И животи потрошени у тие неправди. И се тоа било такова со такви синдикати што никој не може има како ако да ги има, за тие заопшто што ги нема уопште, кај што нема ни на кој да се обратиш, нема кој да заштити. Ја ти викам, ја у конфекција една кој работев и кој прашаа тука има ли синдикат, речеме по тишина да не те слушнат. Back in the days, разбираш, 90-тите и почетокот на 2000-тите, да. Тај период. И тишина, нели, оти, ако те слушат, може да те нападат, кој се дешава, ама баш у тај стил, оти, синдикатот, зашо е опасен, може на гледачите не е јасно на сите, ама ако са сите работници заедно и ти од културата и мислам, ајде да речеме од уметноста посебно да од културата, ама и глумци, и сликари, нели, и музичари, ако са сите на едно место, за секој било каков спор, тука са штрајковите, блокирањата и оние заканите према... Тоа ти се тука е масовноста, да, дека сите заедно ние или те што прават... Тоа се работнички права, бе, тоа ти следува договор што треба да го подпишеш за работа. И кога те следува, сите ние заедно го тражиме, нели? Тоа е толку, како, треба се подразбира, ама ништо од тоа не се подразбира, за жал. Може треба да почне, нели, за тоа е нашето здружение, иницијативи, културата и општеството. За тоа ги спомнуваме и тие работи, дека една од најголемите иницијативи во општеството е да почнат синдикати да се прават. Мислам, многу ми се свига што го спомнам мовето. Забравиле сме некој мовет што е престанал да го думаме од што гледаш дека нели нема како. Го спомнам за тоа што сум ја дел од тај синдикат, за тоа што еве ти кажувам дека како вработена дека се случи тоа да ние имаме договор некако. Застанат сите, стопират се, дорека не се договорат, ништо не се дешава. И па сега, сега ќе видиме како ќе се одвива тоа.
Надевам се дека ќе најдеме НЗС и со Министерство и со влада и со сите што треба. Браво. Па стварно. Едноставно, знам дека јас сум заштитена од тие луѓе и не сум сама, ја излезам и јас сум дел од една значи толкава голема организација. Значи секој театар, секоја културна институција, да. Значи не сум сама ја. Заебано е да си сам, тоа е целата работа. Сам си. Да. Значи и нема на цела Македонија ли функционира? Единствен ли? Како е работа? Сигурно не е единствен, да. Да, само за културата е. Синдикат на културата на Република Македонија. Да се споеме сите во едно, нели? Тоа ми збор ако треба. Па има. се функционирале, па ги Па не уништиле. можеш баш скроз сите Има се сама, нели, сојузна сојузна синдикат. жаби ќе избежиш различни проблематики се дево. Не сите, не општо за работниците. Добро, ама случувало да. се е да протестират сите синдикати Да. на едно. Да, точно, Да. ама посебни синдикати се ипак па синдикатите иначе проблематиките се различни. Да, добро, секако. Знаеш, од драмското студио не сме во тоа, кој период од драмското студио? После дипломирање. После Да, дипломирање, после значи прво дипломирање. не си се одма вработила после дипломирање. Значи, испадна среќа да има оглас баш таа година кога дипломирав. Не знам како беше, ама тај период у мај веќе бев дипломирана и сакав да останам у Скопје да видам што ќе се дешава сега. Така е, да. Понатаму и работев у Сити Мол една игротека, значи морав нешто да работам за да си плаќам, нели, кирија, да живеам, да видам сега што ќе биде натаму. И искочија огласи. И искочија огласи у неколку театри се пријавив и испадна Куманова на крај. Why not? Да, и еве сум таму, 11 години. И како, добро, има репертуар? Осеќам дека ќе имам обед, кога дај на пиво. И пушти цеца, да, па ги да справам. Оф, леле. Викаш толку лошо у Кумановски театар? Не е толку лошо, ние сме многу жилави и ние се бореме цело време, не прекинуваме, ама немаме театар моментално. Па како така? Сега, како така. Значи, ние 6 години чекаме да ни се реновира театарот. Значи, да, театарот беше многу стар, театарската зграда у Куманово е склоп на едно школо. Фактички, да, и таму е, значи, со години одсекош. Значи, било и затварано еден момент, па е реотварано, така имало е дешавки таму. Не е било многу битно, па како е дојдело така? Имало е своји предизвици, ама театарската зграда беше дотраена стара, значи буквално се распаѓаше веќе. Не е бивало веќе. Не е биваше. Колку е можело е држала. Да, и мораше да се реновира. Почна реконструкцијата и реконструкцијата уште трае. Цело време е у фази, полека. Сменија се неколку влади. Нормално. Од тогај, нели? Како не? И се уште чекаме. Обеќано е дека ќе биде за брзо време, ние едва и чекаме, пошто моментално ни отежната работата и репертоарот, за тоа што сме у Центарот за култура. Ние сме под едно иначе. Центар за култура, Театар Куманово има и албанска драма и македонска драма. Сега сме у една институција, 3 институции, фактички. Таа е едно огромно здание од времето на Југославија и е стварно убава зграда, меѓутоа има еден голем проблем, нема грејење, односно расипано е централното грејење. Има една огромна сала со капацитет околу 500-600 седишта, значи тоа е огромно. Сцената е голема, значи малку со акустиката има проблем, ама е окей салата. Ама салата е замрзнувач. Значи зимно време нема грејење никако, не можеш да ја затопляш, затоа што не функционира грејењето. И сме буквално летна сезона само. Да, значи спречени сме да измислуваме топла вода. Јасно, да. Да се стоплиме. Да. Стварно, абсурдно е. Да, и ние продуцираме представи, правиме представи, меѓутоа сме лимитирани на сцена да ги играме и паралелно играме у помала просторија, која што ја нарековме мала сцена. Еве што да правиш? Која што е мала сцена. Мала сцена, тоа е сала за балет.
Ама секако нема ни балет. Па нема балет. Нели, ако Ние се нешто вече правиме балет. таму, да. Тоа е кубус, мала сцена, у која ше ние као со завеси ја затворивме и на таа мала сцена правиме камерни представи. Тоа правиме. Сноѓате се. Да, сноѓаме се за да одржиме репертоар у тие месеци кога не можеме на сцена. А има ли барем интерес, кажат, кумановци? Интерес има, да, има интерес, да. Кумановската публика има интерес, посебно за тај фестивал на комедија, Денови на комедија, значи тоа е голема дешавка у Куманово и затоа има тепачки за карти. Има многу, тоа е најпосетено, посетено и од представите, пошто е значено затоа што е интернационално и доаѓате представи од други земји, така тоа е една убава дешавка. И се е тоа убаво, меѓутоа театар го чекаме, ние немаме театар, разбираш, главното го немаме, не можеме да се осеќаме комотно за тоа што не сме до крај таму. Немате се сцена, не е свое, немаме гримиорни, немаме фундус, немаме сцена ваква, сцена онаква, просториите за проба. Значи има и друг театар со други репертоарна ваква политика нивна. Просторичка за гардеробичка некоја има таму. простори, не е дека нема, меѓутоа се со мал капацитет од тоа што реално на еден театар му треба. Сакаш, тоа е привремено. И не привремено, сме веќе 6 години таму и се надеваме дека за годината веќе биде. Ајде сега новите, знаеш што? Ќе направа, нели се копате така. Сега ние до сега не оние претходните не, ама сега ние расту ќе направиме. Знаеш што е жалното? Не сме единствените. Прилеп нема театар. Тоа е баш, нели, што сакам да го фанеме, ако е Кочевска хроника преска што ти задумав, ама у секој еден град е има своји проблеми. Значи театрите се, значи има и убави театри, а Прилепската зграда исто беше распад. Значи Прилеп е најзначајниот македонски фестивал, Чернодрински, Војна Чернодрински. Нема театар. И они се у Центар за култура, и они имат проблем со грејење, и они се у истата ситуација. Струмица исто имат дотраена стара зграда, и они се мачат со кога ќе биде нов театар. Турски театар се реновира 10 години, и у театар комедија се и турски и театар комедија. Значи, мора да се снојат. Маце има потешкоти у културните институции во земјава. Во земјава, да. Не и во странство. Но не и во странство. Но не и во странство. И ти ми збориш за театар у Кочани. Не знам. Да. Па ипак, нели, Што ти кажам, бе, пријателе? Јасно, да, така е, не, значи, ајде реално да се збориме, нели, се е тоа убаво, значи, сите сакаме тоа да се случи. Веќе постоечките театри не може да ги одржува. Кога веќе постоечките, еден од тие јас работам веќе, и има своји проблеми. И чекаме, чекајќи го Годо, го живееме. Ќе биде полека. Ќе биде. Се оваа година стварно ќе биде. Добро, готово. Правиме. Знаеш, обичало и лодинг. Да. Файл на центар. Да. Да. И плюс ќе биде шокантно. Одеднаш ќе биде се уред. Да. Како ние што се цело време оперираме, они се цело време обеќаат. Обеќаат. Што викаш, да, значењето е исто. Не знам, надевам се, јас не губам надеж. Значи, јас сега сакам да гледам позитивно на работите. Многу сум критична, многу голем дел од времето. Критичка, како и да се вика. Критички настроена, може да е најправилното. Пошто, нели, се соочувам реално со проблеми, не ги измислувам или не коментирам како лаик, туку го живеам тоа, живеам. Да не размислуваш позитивно, кој знае како и не ги гледам, сакам смееш се на проблемите, знаеш и тука се, ама не насмени се на смртто лице, како беше тоа, и ние сме но таа и ние се газаме од смеја. Ева што да правиш? Тоа е, опцијата која е? Или да пцуваш по се живо, така нема ама не е конструктивно во еден момент тоа, нели, окей, ти можеш да си може си, да. Иди си на фудбал, пцувај си. Ама, дај да видиме како да ја направиме работата да биде функционална, дај да ги решиме тие долгогодишни проблеми. Ајде сега, живота ни отиде, кариерите ни отидоа, исто така, чекајќи нешто подобро. И како студенти, јас живеав у Гоце 2 години, иначе. У Гоце знаете какво беше пред да се реновира.
И таму не видовме светли денови, и таму ајде бори се, ајде оволи, ајде ќе биде подобро. И таму па за некои идни студенти и биде подобро. Значи, реновира се дома. Да, што е вау, нели? Стварно. Ама сакам да кажам, помина живота у такви некои работи, институционални... Ајде дому да биде подобро, па да, не те го... Да, така и спај. И ти си немокен, едноставно си тука, што да направиш? Или чекаш, или се надаш, или молиш некој. Кај нас уште со молба, знаеш, или барење, не молба до одредена институција. Така ли? Со молба. Оти барење многу... И обично се решам со молба. Одно лично го стварат. Да. Така и све. И таква ми ти работа. Знаеш за театар. Малце сега, па тоа, како да кажа, за препасти сум, не знам дали прави збор. Да, можда некои луѓе не го знаат тоа, ама тоа е така. Ти викаш, тука немаме, дај да правиме, а ти веќе што има... Кај што има, кај што има, нема. Цртичка. Да, огромни театри што ги знаеме. И па се бореме, не се откажуваме. И ние како ансамбл, и другите ансамбли. Значи, на некој начин, оти, брат, како да се откажеш од нешто што ти е работа и од нешто што го сакаш и што го сакаш да го работиш тоа. Не се откажуваш. Ама си на работа. Откажеш, ти станеш обичен општинар. Кога се откажеш веќе од се и чекаш само платата да ти дојде. Театарот секако го нема. Каква врска има тоа со театарот и со културата на крај, ако ќе видиш? Не, да, чекаш, седеш на врата за некои деца кои ти направат, што знам, некоја представа бесплатно. Exactly. И што викаш, кои се ни опциите? Синдикатот е една од подобрите опции, што го спомнавме, што би можело нешто преку него да се издействува. Ама ако се мешат, ако споеш со нешто битно, да речеме, како синдикат на транспорту или нели, на железниците, за кои ти се блокират сите работи. Железници се ние возови на железници. Ја уште сум по Европа, разбираш, летом и а нема железници, да, извинјавам се. Железниците се готови. Тоа е пропала прича, за жал. Тоа е една толку битна работа за една држава што пропадна. Не знам, обеќава нешто кочени, па ќе имало воз. Ама тоа само може се усонувал нешто, дали се обича. Не сум чула, не знам што е. Нема железници, автобусите славо. Да, јавниот превоз е малце... Сите си имат коли. Добри сме, како држава, нели, може по глава на жител, може највеќе коли држиме. А се сеќавам на кога студирав, дека првите години си одев со воз дома. Картата беше 175 денара или така нешто и беше пуно од Скопје до Кочани. Пуно. И си Стасо Сабале таму 7 како беше на време. Да беше малку студенци, брат, тоа е 170 денара. Тие се, значи ки си одеш дома за викендо. И кај велеш тип се терете малце возо и седнеш. Инаку си меѓу дури нема заседање. Да, и така имаше и такво искуство. Па ја мислам дека една од причините зашо немаме ние Кочани како град воз е ради тоа што пругата не беше окей и полесна опција е да нели нема некој случајно нешто да се десе, да нема воз. Не мора да се реконструира, да се поправи, нели. Тоа те не и треба воз секако и готово завршили. За еден воз па ви. Оре, за еден. До душа два бе, имаше и ноќен едена. Ние сме одели многу порано. Ние сме одели нели со децата. Ама тоа беше пред 20 години, по последните 10 години беше само тај дента. Така пред 20 години. Така малце... Некој нешто излегува, има момент кога излегува некој воз некаде и го кина. Да, пред 20 години така да порно да не се спојува синдикатот за културата со синдикатот на железници, секако е пропало ствар. И ја па да, како го па поголам баш тоа. Ништо со кој со синдикатот на кладилниците треба да се поврземе. Еден ден да се бойкотират сите казина, ќе видиш се што треба, секој проблем од државата ќе го решат и луѓето ќе се дигнат
Разбираш ли да го... Како да не пишам ливче денеска? Денеска нема ливче, дай шо треба, дека ти бутаме влас ако треба. Усред светско првенство. Ја пам забравам, стално забравам на светското првенство. Ние пласиравме ли се? До годин, кој што возо. Ле, дека бе дали, да, со Хрвати ли правив му обед, многу и било криво, те требало и Македонија да отиде, ама не знам кој не заебало, они се знаат. Ама и на нас не е криво, ама шо да правим? Нас не е криво, ама тоа е нешто што не се ни надаш дека ќе отидеш веќе, толку се светски првенства поминали, што и ние ли учествуваме. Треба некој фудбалер да викнете и да се зборите на оваа тема. Знаеш што, подомавме, да. И ништо ми кај не се мешаме дека не ни е место, разбираш ли? Поларно. Ова као знаеш, нели, бавиш се со тие работи, ово сакаш да те и спорто сакаме ние исто да биде развиена, ама нели, така да окей спорто, би сакале да го поддржуваме ние во секој даден момент. Ако некој има повеќе што се разбира, треба да го воде, нели, сето тоа работа. Пошто има историја на, нели, спортска историја градот, така да не знам, ја не сум упатена додека е таа работа. Ние сакавме као и стрит баскет и такви работи. Чисто разработуваш ги оние малски работи што може децата и по дома да ги прават и да ја биде интересно и нешто и као турнир да се спремат еднаш кол годината. Тројца на тројца, нешто такви ситни работи сваеш да ги разработуваш. Ама и за тоа, па некој не треба што е еднаш ко барем кошаркарска топка, фајни топка. У Македонија не мора. У Македонија не мора. Не мора. Па или тоа да се откажеме, да си одеме сите, саеш, викаме да не се откажуваме. Па ние те останавме. Да, од тебе тука сме, кога можеме, шо може. Ние останавме. Сега будали ли сме, не ли сме? Знаеш што? Будали сме секако, да. Оти некој што не е будала и е у границите на нормалата, не се бави со такви работи, со нормални, стандардни, нели? Ама, обично, ако сакаш ти алтернативната уметност, обично си будала, нема тоа што да ти стравиш, нели? По стандардите и нормите на граѓаните. Така да ја одамна не се стравам со тоа, нели, некој каже ти ненормален. Да, не ќе ми да бидам у границите на нормалата, никој пат не сум ни бил, нели. Не е срамота. Други зборови, некој ајде помалку или повише ме дотакнат, нели, ама баш конкретно тај, да. Не си кажа за драмската секција, почна и заглавиме проблемите што ги имаме моментално, не заглавиме. Мислам да не се свалиме погрешно, баш многу јак и конструктивен обед, ама на прашањето не ми одговори. На ФДУ и после ФДУ? После ФДУ се вработувам у Куманово. Така? И тука за Куманово си кажав. Да, и тука негде измеѓу со Баже, колегата мој од класа, иначе у класа бевме тројца кочанци. Значи, јас, Благоче Стојанов и Јанка Левкова. Значи, со нив работам у драмското студио со деца, веќе многу години, и со Баже у 2016 доаѓаме на идеја да правиме театар на сенки за деца. И ние тога го развиваме тоа, и тоа малце пораснало работилници за деца, представи, проекти со деца после, на крајо, веќе и они како ги прават, не само ние, така да... И тоа е јако, нели, они да се анимират. Да. И, значи, 2016 така почнавме и буквално сами, од дрво, шајка, се сами направивме. Никој не ви помогна сами? Не, тоа беше како... Замисли. Значи, тоа беше едно малечко театарче и првата представа, премиера, буквално беше у моја стан. И имаше многу мала публика која што го виде тоа, пошто да видиме како ќе биде, нели шо е, чека да видиме, ние ќе представаме нешто што не сме го правили до сега, да не знаеш како ќе биде. И буквално имавме изработено фигури од картон и приказна што ја напишавме заедно. И јас ја напишав заедно со него и приказната со фигурите, со се, со музика, со буквално се, како што треба.
направивме една мала представа со сенки. И беше многу супер интересно, и тогава почнавме да се занимаваме со тоа. И сменивме 2-3 театри физички, подвижни, кои што ги изработивме ние. Да, и направивме неколку представи, бевме и на фестивали туку во Македонија. Значи, за деца се представите. И можеш на лице место да правиш. Као портабл, како се вика, подвижен театар. Гледаш ли макато што те донесе из Паја, нели? И на ДАФ бевме Напреси една година. сам театар из Паја, тоа е Значи, тоа. тоа го направивме и тоа ми е многу драго, што почнав тоа да го правам. Затоа што тамо некако ги споив и пишувањето, и визуелно јас ги правев фигурите, и актерството, нели, позади тоа, играта целата. Абе, така дојде си човек до моментот, нели, што како сака да си да го правам, ово е супер интересно. Тај целиот театар на сенки е една многу интересна и многу мистична форма на театар. Значи, многу стара форма на театар, од истокот потекнува. Неко така Кина ми као Азија, и после и у Турција е многу познато, Карагьос театар, тука у овие простори блиску до нас, така е дојдел и до кај нас преку Турција, мислам. Сигурно. Да, има веќе у Македонија една група што се занимава со театар на сенки пред нас, малце повозрасни колеги од нас. Они има еден единствен фестивал за театар на сенки во Македонија, Сонот на облачето. Една година бевме и ние дел од таа програма, и ние сме другата група која што се занимава со сенки. Многу јако. Да. И тоа... Мислам, за жал што се само две, ама у државата што сме ние супер и две групи што има. Да. И со тоа се теравме неколку години и паралелно, нели, се занимававме и со драмското студио у МКЦ. Од таму почнавме да работиме како едукатори у тоа студио. И со Дени Стојанов, и он беше дел од студиото, и се ротиравме тука. Ние бевме генерално, исто од Кочани. Да. Дени е дипломиран исто на ФДУ, значи сите сме глумци. И почнавме да го работиме тоа и со деца. И имавме и у Кочани, не знам дали знаеш, пред неколку години имавме проект. За тоа у Кочани мислев дека е само, оно ствари имали сте и у Кочани. Да. Но роди се у Скопје и беше у Скопје, ама дојдовме на идејата зашо да не го представиме и на децата од Кочани, од кај што ние сме израснале, разбираше. И проектот го добивме од Министерство за култура, иначе, за театарски работилници со деца. Целата идеја беше, тоа го направивме у мултикултурниот. И работивме едно лето со нив, 2 месеци, мислам дека беше. Пишување приказни, правење фигури и интерпретација. Значи се сами, а ние сме само како водичи едукатори у целото тоа да ги насочуваме како треба, разбираш. Да, како се пишува приказна, како значи како расте приказната, како заплето дека е крајот дека е. Значи кратки приказни, нивни, па од да се инспирират, па како да дојдат до приказната, па ликовите кои се. Па сега ајде од тие ликови да направиме фигури, тие се вашите фигури со кои што ќе играт фактички позади белото платно. Сакаше, и целото беше нивна изработка, беше многу сладко. И беше нешто ново, и имаше доста заинтересирани. Како преку школите нешто покани праќате? Имавме отворен повик, и со школите имавме и комуникација, мејлови, и се пријавија. Да се има, да се известува школите. Имаше многу заинтересирани деца. Истата година беше и у Виница го направивме, значи на 2 места истиот проект, и у Виница истиот начин на работа, истото се, и на крај презентација пред публика дојдоа нивните блиски, нели, фамилите да ги гледат децата како ги изведуваат нивните представи со сенки пред публика, и беше многу сладко и многу интересно. За опуштање не со они директива, куклите со сенките се, ама сцената веќе осеќате сцената полека. Осеќате сцената, ајде сега како се зборе, па нели пошто повеќе луѓе у една приказна, повеќе деца, разбираш, па тука диалог, па што е диалог, па ајде сега како тоа иде, знаеш, па ајде сценографија, што е сценографија, у театар на сенки е малце поразлично. Значи тоа се изработува, па како се држат фигурите, па како се прави, како се игра со сенката блиску, далеко, па со филтри, со бои. Значи многу беше интересно, многу работи научија, фактички, да.
И би сакале па да направиме нешто такво, надевам се, дека некош ќе се случи. Да. После тоа, у Скопје, у драмското студио, кај што бевме фактички у МКЦ, направивме 2 проекти со деца на големо платно. Значи, платно 3:3. Да. 3:3 и децата со нивните тела играа и држаа огромни фигури кои што заедно ги изработивме. Фактички и децата, сенките од децата и фигурите и раскажуваат приказно. И тоа беше многу интересно исто. Веќе нели на големо платно што викаш. Едениот проект беше Касни порасни, значи песни од Касни порасни, а другиот проект беше Осаменото дрво, мојата приказна. Значи, мојата приказна што е објавена у литература заедно со Мартин Милев Океанија. Така, тај конкурс, да. Значи, таа ми е моментално издадена книга у литература, имаше конкурс за нови бајки од Македонија и се пријавивме и ме избраа и ме објавија. Многу убаво така, па што и прават конкурси, знаеш? Да, одлично, нели? Да, и викам, окей, може да се направи представа со сенки од тоа и беше одлично. Супер. Искористиш се веќе и искомбинираш ги работите со тоа што си го правил, браво. Да, и тоа. И сега јас имам некои идеи за укочени да биде, ама не знам како и кога и што ќе биде и кога ќе се случи тоа, ама би сакала па да се повтори нешто такво тука. Да, нема проблем за логистика. Ние сме тука. Ќе видиме здрави и живи. Да, здрави живи, нели. Што треба, баш е добро секој пат што го ставате сите и кочени па како опција како да не го ставам. Тоа ми е јасно сега, знаеш, човек па и скисне му. Ти се трудиш, сите ти викат, не, ти бегај. Ти да направам, не може ти да направиш и на човек му скисне, дојде момент кој си викам. Да. Гледа си го рад. Нападе толку издржа 3 години. 3 години. Јас се тоа мислам колку беам, изгледа 3 години цели не држа. Не правиме ништо, веќе до тука, една, две и веќе почна да речеш. Да, и не биде, да. Не можеш. Разбирам. Види, на некој начин јас сум многу години јас живеам и у Скопје, работам у Куманово, сум од Кочани, значи јас сум цело време со ранецо на секаде, буквално така живеам, ама не го тргам од мапата на па тоа е, да, пак и емотивно и физички и секако и креативно и ја мислам дека да имаме прилика можности, па малце политички говор, ама повеќе луѓе ќе бидат па нема да работат по Куманово, барем тука ќе се справуваме со тие проблеми. Мада не, секој треба да си ја најде среќето, мислам дека сака таму, ама ние си мислиме за прво викаш си чергата, нели, тука гледа си ја чергата и од таму гледаме од нашата черга е Кочани. На чергата пишува. На чергата си пишува. Добро дојдовте во Кочани, да. Градче на... Ајде, да не кажувам натаму шо, ама толку е доволно за некој да се помисли шо прави. Добро. И сега нешто имаш ли други проекти? Нешто плюс правиш ли? Може некои конкурси што пишуваш? Знаеш шо, за тоа те распиткувам за такви работи, даваме идеи на тие што не слушаш. Прво викавме на младите, значи не на младите. Општо на сите луѓе што имат желба да го слушат мобето, да и даеш некоја идеја. Те на нас не дадеа нашите гости идеи, нешто не сме го знаеле, ама те и на проекти да се пријавуваме, да конкурираме. Ние некој на друг начин сме го тоа гледале, сваиш, целото да функционира. Така да со твои проекти даеш идеја и некој друг што може да пее. Ово со театро на сенките е екстра. Да, тоа е живо, постоje се уште. Не сме правиле одамна наша авторска представа, меѓутоа со децата работиме сега, они некако да се уклучени у целиот тај процес. Не знам за уиднина шо како ќе биде. Моментално немам некои активни
проекти секогаш, пошто прво ми е театар и сум нели вработена у театарот, гледам кога ќе немам активна представа или нешто, проби или некој густ репертоар, да се насочам кон другото за кое што обично тогај немам време. И сега на пример немам активна представа моментално, не играм у таа што се работи моментално. И сега викам, окей, да се посветам на другото, на илустрациите, на illustrations, тоа што го правам. Значи правам, цртам на садови сега. Не знам дали си видел, дали знаеш. Значи цртам на порцелан, на керамика, тоа го правам сега. Да, уствари тоа видев сега последно. Да, многу ми е јако, многу е возбудливо. Сега други идеи имам милион. И мислам дека и ги на сува, мислам на керамика, па после ја печеш или испечена, па после готов производ веќе направен, значи среден се, го цртам со професионални убави бои, што после мора да се исушат и да се испечат, за да не се тргне бојата. Мора да има печење, да, мора да има печење, пошто се користе сепак е садови, нели? Мие се става се. Значи нема проблем после, откако ќе се испече, да. И тоа ми е многу јако и тоа го правам сега. И дизајни на книги, тоа се случува, корици на книги. Значи тоа сега завршив една, имам до сега околу 4-5 дизајни на книги направено и една книга цела илустрирана. Книгата имаше своја промоција туку у Кочани, пошто е скроз кочанска приказна. Значи книгата се вика Зои и авторката е Ивана Атанасова. Па знаеш Илето со витканата коса, знаеш. Да. Она на времето ставаше поезија на дрвата. Да, ти мислам дека ми кажа дека она тамо ти се пршув, свака част на човекот што става поезија на дрвцата. Ивана е прекрасна, ти не знаеш каква авторка има. Значи јас и посакувам многу успех у иднина, девојката е одлична. Баш Милоша испомна, нели, па тоа се трудеме да така се роди соработката. Ние се знаеме секако, нели, од Кочани, но вика имаме една идеја да го направам тоа, сакам да ја напишам книгата. Книгата е за едно девојче, посебно Зои, значи кој што е вистинска приказна од Кочани. Тоа не се кажува во книгата баш така експлицитно, меѓутоа може да се насете, може сите што сака да ја читат да си ја купат од Чудна шума, издавачката куќа, со нив соработувавме на краја. И мојата задача беше, Смак, Чудна шума. Чудна шума. И мојата идеја, не идеја, туку мојата задача беше да ја илустрирам. И тоа беше мојата прва илустрирана книга оваа година. Браво, и тоа се случи, фала. Да. И сега ќе искочи една друга Корица, 3 драми од Мила Јовановиќ, и таа ја илустрирав само корицата, дизајна. Така да ето и тоа го правам паралелно. Да, интересна работа, ја тоа го правам. Мислам, не илустрирам, ама графички дизајн на корици и тражам чат-пат соработка и со илустратори, нели, што направат. И буквите ги намесиш и до теја што рамно да е се. Конец, да. Тоа е битно. Ма забавно е, мене ми е забавно. Многу јако, да. Кој некој рече работеш, ни така го викат. Посебно кога ми дадат отворени, врзани раци, што се вика, правиш што сакаш, тотално твоја креација. Знаеш, ко стекнеш искуство и ко ти порачат нешто, имаш го мислењето што е обично истина, дека муштеријата се уште не знае дека ово толку многу ти му се свига. Ти знаеш, он уште не знае дека ово е тоа што го сакал. Оти па, нели, искуство си прави своето со неколку инструкции, знаеш и омилените бои. Да. Па добро, па има некоја соработка, диалог за тоа како да биде. Комерцијален дизајн, јас за тоа од страната на дизајнот никој пат не сметал дека правам некоја уметност, повеќе ја користиш уметноста за да го направиш тоа за што си платен. Нели? Добро, јас не гледам баш така. Ти си илустратор, кај тебе малку се подруго таа работа. Кај мене е па скроз. Така, ти треба да го направиш. Да, имам слобода. И тоа ми е интересно. Супер, да. У таа некоја рамка сега јас нешто да направам. Па има рамка, тема, она, меѓутоа имам креативната слобода. Како се добива, те сега ми тоа заинтересира, како се добива на конкурс или како ја добиеш работата? Дали од приватно познанство или некаде можат луѓето да најдат некои објави, огласи или слично, за да направиш книга македонска
или корица, или илустрација. Со сите соработки ја што сум имала за да бидам ја илустратор на нивните книги, се биле преку познанства и ме потражиле. Ние Тоа е знаеме лично, твојата работа и сакаме ти да го илустрираш тоа. Јасно, Океј, фала, супер, ќе го Така направам. треба. Согласувам се. До сега такво искуство сум имала со илустрациите. За конкурс не сум имала искуство. Нема конкурси, За конкурс единствено тоа што ти го кажав со Марти заедно што го направи. запишување, тоа е Не сте го скроз направиле, друго. ама конкурирале заедно. Да. Тоа е запишување на... Тоа е запишување, да. И тоа го правам. И тоа пишувам. И ми е исто скроз различно од се друго, ама па еден скроз друг израз, многу интимен и многу различен од другиот, визуелен не е ни визуелно, не е ни интерпретативно како актерството, меѓутоа е многу по мобет со себе, многу по саменичка работа и многу по... Разбирам те. Не сум пишувал осме забелешки, ама те се... Нели, друго е, запиши си за себе нешто, ама баш шо викаш така, разговор со сам себе. Мене ми е како време со себе и начин да кажам тоа што не можам визуелно да го кажам, а сакам да го кажам, имам некоја идеја и го правам тоа. И сега паралелно пишувам цело време и како милион табови. Чекам, ово ќе го довршам тука, ово ќе го довршам таму. Тековни со тие работи. Нека има? Да. Па добро, да, иако сум размислувал за како би пишувал, мораш на тај начин некој, не можеш ти одеднаш као и целата книга, не. Има освен. Има, значи, па тај конкурс фактички кој го видов дека е објавен, Арсламина го имаше објавено за нови бајки од Македонија, бајки не знам што беше како современи бајки фактички, имавме слобода што сакаме да пишуваме, меѓутоа да има карактеристика на некоја нели бајка. Се знаеме кои се карактеристиките на бајките, има нели невозможни фантастични моменти. Нешто што се десе. И викам, ова е забавно, супер. И бевме на одмор у Охрид, у Трпеица. И бев на плажа. Под едно дрво. Кажи ми се. Идеално. Прекрасно беше. И викам, конкурирам ја на ово. Имам некоја идеја. Дали не седнав да ја напишам и ја напишав за тај целата. Те тоа така треба, нели? И ја пратив и ја одбра. Тоа е најаката полка, што имаш идеја, стоја ти може че некој пат ќе ја напишам, нели? Зашо не седна? Да. Ама кој имаш... Така се случи. Како да кажам, потреба, итност, која дојде на некоја работа или рок. Имаше можност да го кажам тоа. Океј, супер. Имаш можност да направиш. А нема онака, нели, ја тебе прашувам, знаејќи и сами дека освен на такви платформи за работа, што се нема, или лично познавање, нема го моментот на кај нас да има некоја си база на податоци за, те барам за издавачки куќи, за Па добро, издавачките куки се имат своји политики сепак, нели? Ти можеш, ја мислам дека они се и отворени за предлози, за соработки и за било какви ако ти им пристапеш, ама сепак се имат своја политика и не секогаш може да упаднеш у нивната нели, што викаш, нивната замисла треба ти да конкурираш за нивниот брендинг да упаднеш, јасно, да. Ама што знам, тоа не мора да значи да не спречува и ние да се инхибираме и да не правиме ништо и да не се обраќаме некаде со тоа што го креираме без разлика. Што е тоа? Да, најбитното сега тоа, пробам да извлечам повеќе нели од работа. Најбитното е тоа, преќајте имейлови насекаде, нели, ако имаш идеја, напиши барем дел извади го од тебе и ако си спремен, сподели го со светот. Некаде ќе запале тоа. Нешто ќе се случи. Звездите ќе се наместат. Ќе излезат луѓе што ќе ти станат соработници, ќе запознаеш прекрасни луѓе што ќе те инспирират да направиш нешто што не си ни замислувал, дека ти со тоа ќе се занимаваш. Значи, ние се занимаваме со креативни луѓе, значи едноставно учиме еден од друг, влијаеме еден на друг, запознаваме се со луѓе што ни инспирираат. Енергија, и тоа не и воде исто така. Таква не е работата. Значи не е осаменичка до толку. Писателската може да е осаменичка работа, меѓутоа
Ја викам, сите што очекуваат нешто од публика и имат публика, не е осоменичко. Ти можеш кога размислуваш, кога твориш една работа. И ја би сакал порано кога правевме и наша музика, нели да нема никој, да сме сами тако, ама не и на моментот на искажувањето. Сакаш и публиката, енергијата, ако се и помалку, тоа те храни исто и тоа да се правите луѓе, да не ти значат, нели, бројката толку многу, што ти значат таа примање и импакт, фактички. Тоа е тоа. Затоа што викаш и работите. Културата е жива, кога се случува. Кога има нешто, ова. Комуницира со мене на некој ниво, емотивно, интелектуално, не знам. Што викаше Вацо, он тупа главата, не може да игнема 20 слушналка кој шлака, треба да се вика супер, нели? Значи некој го подигне тоа, па ќе дојдат и 50-100 души, нели? Евентуално. А за работите што викаш како се наместат, секој пат е најбитна иницијативата, првиот момент. Ја лично колку пати, нели, со недели некој пат одложуваш некој таква нормално не си креативна работа, нели, повише што се вика, и во моментот кога решиш да ја правиш и луѓето ти звонат, правите, нели, дојдете тука се собере. И како бе така? Ама ја знаеш, тога и било моментот, не претходните 2 недели, нели, така и испај некој. И тоа е битно. Као се си има свое време. Не можеш да го знаеш тоа, отпусти се осетиш дека така било. Дека и по-добро така што. Да, и дека така испанало по-добро. Така да не забравяме, нели, секој со своите религии, ја не лавам, нели, тоа. Ама да не го забрават дека не е само и материјалното. Кој како сака, нека си го каже, нели, општо енергијата. Па да. А што се деси со вашата представа? Колку пати ја изигравте? Едно пиво. Едно пиво. Тоа е тоа, нели? Таа воздишка, драматична. На нас те беше исто копродукција. Не бевме сами продукциите со тоа како Шпајс. И дававме еднашка на премиерата и еднашка на ДАФ или пред ДАФ еднашка. Еднашка пред ДАФ и еднашка на ДАФ. Као нели ти треба за да учествуваш на ДАФ да имаш премиера, па еднашка давана да ти е пред комисијата барем и еднашка на ДАФ. И ние толку се игравме 3 пати. Не дека немаше интерес, некако со партнера на копродукцијата, одредена институција културно овај град. Не рачунаш дека има потреба па да се дава, нели, толку беше таа. Мислам, толку не е тоа нешто коментар кажано, ама нели, толку се организира, заврши проект. Не. Други, како што ја знам, не. Не. Значи ќе беше, можеше да биде на репертоар. Имали сме ние порано представи сме имали што не имало никој, ама сме договорени барем 3 пати да даваме и сме давали, не е проблем. Да, сега да кажам, имаше интерес, публика имаше, знаеш, например, аудио, визуелна представа, и музиката, но различна генерација на публика различно си ја свана и дечка што ве гледа за правци музика да е дома, но и со она, разбираш ли, друга по-музички се сванали и тоа ти е кеф, некој пат еден двајца што ти тоа што си гледа нешто. Да, тоа кога го свана, тоа ти си направил, нели. Ние самите што сме гледале представи, што сме учествувале, думам уште за нив, минале се од некои, може нема претерам 30 години, ако кажем. Разбираш ли, да. Што уште има некоја сцена што ти останала, кога се видиш со тај што сте учествувале заедно, некој коментар си даеш уште. Сеќаваш се те на такви моменти. Бажо дојчето што викаше на еден филм. Не, ми текнува, изгледа беше Големата вода. Филм, премиера, кој знае кога. Гледав. Не, гледавме го и искачаме заедно надвор и ја нешто запрепастен од општото сценарио, нели, и како е направи филмома и од приказката конкретно за, нели, што се случувало, добра приказка, квалитетна, и он ми вика, ти мислиш ли дека сите така како тебе са ги скачат од овој кино и са толку запрепастени и фасцинирани од приказката? Не.
Знаеш, и така има луѓе што ми го отварат очите моменти и оно тема. Да. Нели, исто е, дојделе се, виделе се, искочиле се, ни да такне. Знаеш, претежно, да. Ама да очекуваш секој дека се ги такне. И да такне. И тоа, да, тоа само да кажам, тоа беше одавно му, може прилично одавно му обета и така ми отвори очите за некои работи, не мора да се трудиш ти общо за сите да му направи, за сите да допре. До тие ден двајца не копате моменто, нели, шо они па ќе продолжат на натаму наредната генерација, како да кажем, вижте. Или некој шо плюс ќе направи уште да е настано годината, па ќе има почени 3. Разбираш ли? Дали на сите ќе поставаш, викаш, да. Или па дали ги разбереш. Да, добро. Трудат се луѓето. Сега горе, кој го прави ово? Која организација го прави на споменко? Па не е наш тип на музика, ама па свака част, нели? Да. Супер. Алфа Events, да. И така само не бе сигурен, ама нели, луѓето и секој ден по нешто цело лето ти ќе имаш. Нели, не секој ден, па колку думаш, от тие 10% што ги допира. Ќе ги спомнам Штипјани од сега, 1 јули, до тамо не знам кој август, секој ден имат по нешто, имаат глобална летна програма, секој ден по нешто. Тоа е и треба да имат градовите, нели? Тоа е нормално. За Скопје да не збориме, врие од летни фестивали, настани, дешавки цело време. Па и срамоти у главниот град. Па да. Ама на Кочани му фали еден летен фестивал. Значи, еден летен културен настан. Голем. Што викаш, не мора да е секој ден, нека е викендо само. Нека една недела нека трае. Зашо да не трае една недела? Значи, нека има дешавки. Секако луѓето се слободни, студентите, учениците, лето е, излезеш, нема што да правиш, не одат сите по одмори, по 15 одмори, нели? Некои се тука. Каква програма имат луѓето? Значи, ти што викаш, нели, па ќе испадне, дай уште по едно пиво, па да ти кажувам за моменталните фестивали што постојат како ДАФ, што е 6-17 години, па нели па ти ми тука кажуваш за уште ден? И тие што ги имаш и ги обичтиеш. Да. Тој е феномен, ја ќе почнам да го кажувам тоа. Беше културата 2012 година, кој можеше секој викенд, секој ден што се вика летото да има по нешто. Та бели ноќи, та црни ноќи, не знам како. И сите се сеќаваме на тие моменти и оти беше стварно. Точно, знаеш, петок, сабота има една свирка у киното, има една свирка у парко. Виж да не е там си. Да. Тоа може 2012, 2013, 2014 да функционира и после од денешка, после некоја година прекина. Дури двете манифестации што градот ги имаше како бум манифестации, Петровенски конаци, денови на Оризо со моментално ништо освен еден концерт. Да. Толку буџет си. Моментално за Петровден ја гледав програмата, не знаех дали се смеам или да плачам. За Петровден ја имат Лидијата, имат ги деновите на властите на Пониква, еден концерт има у парко. Тоа е тоа. Па властите мислам они се организират сами, тоа си нивно здружение, да. Ама упаднало програмата. За Петровден сите на планина. Да. Они си имат здружение, сами си го организират си, да. Здружението Грамостейн. Грамостейн, да. Поздрав, дали поштуваме ги сите заедници, ние не сме како некој. Сега, едно 4 работи што Кочани ги моментално има за Петровден е тоа. Тоа што не е уопште на Кочани. Има концерт од Дупер и Дина и Јашари, да, што ќе е супер. Тие имат Литијата, поповите се бават у парк. Толку. Окей. А јас за Петровден со Бубо додека работевме иште не ние недела и пол, дома не си доаѓа. Тоа што секој ден имаше нешто. И тоа не е толку одамно. Пред короната фактички. Пред короната. И ние сме... На Оризо беше 2 недели програма со Бела ноќ трговскиот, со гости од сите градови, со барем 5 концерта. И пази, звонат во тоа време, ајде, вие сте бендови, оти се работаме, ние тражиме и, пример, простор, без проблем дадат простор, ама кој ќе имате такви денови на Оризо, такви работи, па да свиреме, тоа што си нормално, нели, услуга за услуга, да сите ни одговари. Функционираше еден период. Не се сменило, нели, тоа испаѓа до... Кога беше директорка на киното.
ДАФ имаше 2 недели програма, имаше по 2 и по 3 представи дневно, и четврток, петок, сабота имаше концерти на терасата, и сите гости има јадење и биење. И од еднашка сега ништо нема. Да. Што Апла некој нешто саботира. Да. И сега можело е 3 години, 4 години, 5 години предходно, имаш 4-5 концерти, тоа убави концерти, тога свира чисто околина, тога настапува Палас Експедишн, надвор, Низар беа, Супер Хикс, мислам. Супер Хикс беа, на Манеко. Нокаут, не ли беа исто таа комбинација? Тоа се малку преходно. Тога беше на Мане од Conquering. Conquering Lion, да. Не беа Conquering цел бенд, него имаше Drum and Bass, Мане, и некои други имаше некои као пред нив, као не беа од тука. Мислам, не беа, може од Јужна Америка, нешто, тај стил да беа. Стварно? Да. А сето тоа на терасата горе? На терасата? Да. На терасата склопона таа. Сеќавам се на такви свирки, ама... Имаше, ама тоа па нели, зависи, тоа те викам, не е дека се сменила власта, него нешто, некои луѓе ставени знаат повише да направат од некои луѓе што ставени за никој што не знае зашо. Искрено, за тај фестивал точно не знам, ама баш ништо. Не сум баш уклучена и запознаена со фестивалот и со организацијата уопште. Да, има и таму контроверзии 300 што не ќе би многу да ги кажуваме на телевизија. Добро, верувам, кој секој дека има, ама дека јас не сум запознаена. Не си ти запознаена. Ама гледаш и тоа е чудно како некој што е у таа област, треба барем да речеш 3 пати су била, 4 пати на ДАФ, нема некако се намалува и нема комуникација. Меѓу другото. Да. Значи, јас можам да дојдам како публика и да гледам сето тоа, окей, ама можам да допринесам и на многу други начин. Ако има комуникација, не само ја и целата моја фела. Тоа пробаме да се трудиме се сега. Тај локал патриотизам да го направиме, не дека и секој град посебно така да се види. Знаеш ли ти, овај не знаеш од друг град или што да ово си го знаеш човекот, дај со него, откуд да ризикуваш со некој што немаш поема кој е, нели? За почеток бе, па после на по-големо на државно ниво да оправаме работата, нели? Прво самиот настан ДАФ почнуваше со тоа што уметниците правеа големи пануа за да стојат на киното како реклама. Ето така. Прво уметниците ги исклучија од тоа. Сега нема реклама. Стварно тоа да забравил се. Тоа такви фестивали се фестивали. Киното ти го возможи. Ти што ако ги правиш пануата кој киното не ти го дава киното? Да. Ама и финансиите исто имат врска у целото тоа. И финансиите и организацијата. Ама гледа такви фестивали, ако е ден барем, нели? Кој да не е ДАФ, да не знам. Тоа е фестивал на градот, на целиот град е тоа. Че треба баш сите да се уклучат секој со своето знаење, со својата професија, со свој придонес да биде уклучен, да биде дешавка. Па и сите, нели, трговците, зависи ти потенцијалот како прво, ти имаш гости доваѓаат. Немаш некој посебна реклама. Ако тоа се дигне токава галама, може таа недела и сите трговци, хотелиери, како да кажам, нели, знаеме, да. Дека фестивалот имаше поддршка од институциите. Сега институциите го некият фестивал и затоа фестивалот света на тоа ниво. Така испаја, да. Па е на лично ниво, разбираш ли? Па е на лично мислење. Со светот на фестивал. Да. Познато ми од многу други места, не може да од тоа, ама... Ја например, додека бех средна школа, ДАФ кога се кажеше ке половинта деца од школите деца спиеја што се дојдени за ДАФ. Имаше многу гости, многу. Тоа е можело да биде, само да поддршка од институциите, а не да те саботираат институции. А тоа не заврши представата, обавезно има вечера. И са вечерата колку е заслужил, убаца се обавезно и од локалните, разбираш, има. Ама, нели ради дружбата тоа. Или издале, ај на другата маса седнеш, па посебно си порад, не мора се копат, ама више. Коктелите праведната растат. Конкретно концертите беа после драмите коктел забавата. Додека устакларникот си имаше пиење си тие работите растат, имаш свирка. И тоа е тоа што ти треба, нели, ти како социјален живот. И вика, ај на децата да се тренат од телефоните. Како?
Како? Кажи, шо ќе им привлечеш, кој е понудата, нели? Не се лажам, ФДУ има дипломска работа, финалето на ДАФ. Па имат, Мислам дека има дипломската, имаше околу 20 души глумци на сцена, не знам, не се сеќавам точно на представата, ама беше многу јака представа. Тоа го треба. Спад, коктел на салоно, спремно за свирканата раст. Како заврши ДАФ, прогласи се победниците си. Значи може, виделе сме. Дека било така. Не сме така, некој ќе рече само се зајадува, не ни интересира, бил од партија, не бил од партија. Кој е работил, видел се го, нели? Возможно е, и не збореме за квантна физика, за организација базична збореме. Само мала поддршка, не обструкција. Не обструкција за почеток, па евентуално да почнеме од нула, па со мала поддршка некој плюс еден. Не знам како е општината уклучена у сите овие културни дешавки у градот. Тоа единствено не сум до крај запознаен. Со финансии, со поддршка, до сега може да ти кажуваме не толку добро. Сега викаме ги уште са млади за да видиме што, ама нема нешто конкретно освен те петроденските. Петроденски конаци. Денови на влиза со си двата настави. Општината и тоа е тоа. Тоа е тоа. Да. Општината има многу мал буџет. Неко финансират на ДАФ? Има. Значи го финансират, имат дел од средствата за ДАФ доаѓаат од општината, дел доаѓаат од Министерството за култура и другото е приватни фирми. Така. А онака друго општината многу тешко. Ајде да речеме одбрана на општината, за жутите не бевме саботирани. Да, ние генерално земеме така, пошто нели па и не тражиле никакви ресурси освен дозволи. И немавте проблем. Да. Затоа и се трудиме да бидеме. Имавме проблем. И со тоа. Да. Значи барем тоа беше онака слабаво, не најнормално како граѓанин што треба да го направи да си поднесе. Така, ние сме си го научили тој дека си тереме. Не, место те некој пат и мало е Бог Бог да опросте кој беше има договори, опрема некој пат и место и опрема се. Нели мало многу поодамна, да. И мало е соработка со такви работи, веќе те научат дека ко поднесеш барење, направиш го, нели? Не е дека ништо не се. Нешто го направиш, рекламираш го насекаде, разбираш. Јавно е, многу е јавно и после и снимки од наставност да си преплавиме, нели, интернетот од тај момент дека ние те направивме нешто. Еве повелете, да. И затоа, нели, сега не можеш да кажеш се најлошо, посебно па се оставаме простор на оваа мешаната власт, сега има и независни и овака и на општинска власт, па нели надаме се дека треба време малце да помине за да почнат да работат конкретно, нели, да не е само. Па ние сме малци и анархисти, па и многу не очекуваме од власта, разбираш, и гледаме сами да си направиме. Уредо, не е дека тоа е скроз така, ако има проекти, трудиме се да поднесе, значи нели, па сакаш да ги користиш алатките што ти... Не, информативно само како е. Дали има некој... Лабово, ако си потражиш, има шанс да ти дадат. Само да не траеш финанси. Да не траеш финанси, да. Па не е нешто страшно, па окей, разбираш. Посебно, па како се... Општината ги беше страх за билошо. Да. И со настрани, они тога и текна да прочитат закон, што смеат, што не смеат, и почнаа фактички тога почнуваат обструкциите. Тоа не смеете, ово не смеете, оно не смеете, ово не смеете, така, ово не смеете. Чека, правиме настану планина. Да, што е проблем? Не, шумат, нема проблем, ама до 2 сабајали. Чекай бе, ја на Коцево шумам, за да не сум до 2 сабајали. Нема никој таму, сега. Затоа бегаш од градот настрана за да не сметаш. Прво 2 сабајали, најризик на Коцево шума настана ти заврши. Кој да ти собере луѓе? Да. Сообраќајуштето ќе се направи катастрофа. Сега па почнаа има некој баланс, има некој помеѓу тоа што сакат уметниците и пред короната, тај период буквално беа расположени што и да правиш, пари не тражи, ама опрема имаш. Да.
И опрема, да. Таа политика беше воопшто. Однесеш си барање, правам настан таму и таму, тебе до момент. Ама, тука е 14-та, 15-та, 16-та. 16-та може, да, до Со посвечени од Бог. Не, стварно, па не можеш да думаш лошо. За некои работи, он е лош за милион работи, разбираш. Фактите се ти. Да, за милион работи можем лошо да кажем. Ти доваѓаш на капија, оставаш лична карта, па ако добрат ќе те пуштат у зградата. Тоа не е така никако. Ама па, барање правам концерт у парко, треба ми опрема. Бубо, тај ден имаш таму звучение. Не го видиш, ама одобрено ти е барањето, па и пак сваеш и то ни од наша корист добро беше, да. Добро беше. Иако може од денешно време многу полесно ќе фанеш и спонзорство и финанси и било што, ама од тоа време бар опремата не ја мислам. Да, што е многу голема работа. Тоа што го думаме, баш тие работи што ги кажуваме, јави се од потреба дека виделе сме, па некој ни е давал претходно, некој ни е давал. Тоа од истата партија, нели, не се сменило, што правите, координирајте се, нели? Да, ама нели, човек изгубиш више... Некако си готова веќе спадеш дека ако сакаш да ти се одобре, пари де тражи. Пари од тополи. Тоа те вика да не ли отваря устата. И тоа орно што кажува, ја уште 5 примера ми доваја за плюс, знаеш. И така, нели, ние се имаме. Сите имаме примери, ама. Да, и приметаме се дека те единствен тај период што го думаме дека стварно се не давале се и си приметаме да викам дека па превише го фалиме. Чекай, што е работа? Ама што е работа? Едни со други се загледаме, разбираш ли така? Од која си ти пратено, знаеш? После прислушваме тоа снимките, викаме многу фалење, ова не е на... Сечи. Секој случај, ово вие што го правите сега и фестивалот што го правите, и се друго што правите, и представата што сте ја правиле, сето тоа е од волја. Да, сето од волја. И само организирано, и тоа е за поздрав. Оти така пулсира нешто. Не е умрено. Не е мртво, не е... Знаеш, па има луѓе, што тука нешто сигурно е тешко, сигурно е мачно, така е, ама нешто се случува. И ризично, да. И ризично можда. На секој настан правио сад, шираме за водева табу, гледам дали идат некои што не са ни другари, ти другарите ќе дојдат секако, да ги покриеш. Да, и тоа не е као некоја мерка, кога почна да доваѓаат луѓе што не ги знаеш, значи добро може да биде добро, веќе ќе дека другарите си поддршка фала им, нели, ама многу често не е доволно од нивните карти само да се покрие. Разбирам, и така е. Те доваѓаме како старееме, така се опуштаме се у поголеми трошоци долаваме, ама тоа е се унапред ни ги дозволува за после како биде да се покриеме. И нели, свесни сме за тоа, од прилика си планираш, па си направиш математика, да знаеш колку плата взимаш, си викаш ишно, не наредните месеци. Ако не си, нели, така. Е само? Да, е само. Ама јако ти, спомнувам го тај еден тип од еден филм, што правиш од климањето на главата. Ја тоа си. Кога дојде ти некој да каже, добро беше, разбираш, тоа е тоа. Уште го правим за климањето на главата, да. Нели, ти спанеш може од представа и... Браво. Дори ни браво не каже. Да, ама тоа е по-тек така. Тоа е, нели. Свака част. Многу значи, да. Претежно за тоа, нели. Ако си директно учесник, ние сме од тоа сванали, нели, не можеш во секој момент и да свириш и да правиш и представи, прави се. А сакаш во секој време да има по нешто, кој не можеш да бидеш учесник директно, барем проби дел од организацијата нешто
да направиш друг да дојде да биде учесник, нели, се исто. Нели, овака или аплаусо, или климањето на главата, битно и тоа е добро чувство. По-давно, кога вика, ние сме организатори кои дојдеа од команда од 2 метра. Кој е организатор да планат парите? Да, ама ако треба си такви моменти, па некои научат, па не научиш ти дека со секој да се прави. Тоа те викам, некои научат кој е, што ти научиш дека со секој ден. Шо викаше овај... И од тоа се учи. Илями што ни гостима, што ни беше. Джаро шо го е научил? Наравно сам. Најголема школа тоа и нели на многу ситуации така. Многу да, многу не. Па не, ние веќе многу давно сме како друштво, па станаме здружени и тоа сметаме го сами го сметаме, да. Сепак е заедницата битна. Многу е битна заедница. Значи да си ја најдеш. Да, и да си знаеш хиерархијата, нели, битно е, нели, не можеш да кажеш ти постари, помлади, како не морат чинови да има, или поискусен, по-неискусен, ама не можеш во тотален хаос да живееш, мора да има, и меѓу нас анархистите има некој ред со други зборови. Да, и не е тоа, нели, што играш чинови, па се поштува се зборно постар, нели, како и секаде, на поискусен, секогаш, на тај што се почнал со проектот, значи он е почнал со проектот, нели, има си таа, тие непишани правила, што секој треба да поштува, тоа е едно кратко школа за анархизам. Бидете така, се враќаме по рекламите и заебавам се. Иначе имаше многу јак проект, пошто гледам тука, нели, имате многу убаво знаме на Pink Floyd. Pink Floyd Project Македонија беше нешто многу јако. Да, уште така сред. Не се... Па гледаш, свираш. Зашто не продолжи со тоа? Не сами си организиравме, сите напрашуват таа работа, ама и колку и да го сакавме проектот, тоа е колку може да трае еден кавер бенд проект. И пак на крај се сведува со кавер на некој си друг бенд. Разбирам, ама ние направивме 20... Чат пат можеше свирки да има, значи концерти. Уште можевме да имаме, ама Павле у Англија, Филип е у Хрватска, кој друг не е со нас, мислам другите се у Скопје, некои што се живеат, не сме тука. Така малце. Ради тоа, како и сите други тражат се среќите на друго место. Разбирливо, ама беше јако. А иначе мислам, меѓу нашиот свет бевме признаени, не дека не. И на Пиволент свиревме, и онака на кој не вика на концерти, не вика, не на тезга свирки, да сваеш такова. Ама па и ние сме, знаеш, такви, те биде овај проект, ајде друго нешто сега, тоа е тоа, нели, тоа е си момент која не е збучело меѓу никој од нас ништо, него престава се тесното, дека да знам како и толку. Сакам да кажам дека беше многу јако. Мило ми е така што го помтам. Мобето, нели, да слушнеш уживо музиката на нашиот омилен бенд, тоа беше. Беше на ниво, значи не беше, туку беше баш. Знаеш колку вежбање, па после на асоциации, после со Милчици, со Бети, како придружни вокали. Абе, ние забравиме да свиреме, слушаме и они хармонично, разбираш, трите. Престанеш да свираш, слушаш ги на свирка си, ајде, чекай, како бевме. Чекай да послушам. Слушувам се така, оставаше гитара. Пеце исто од Летешки пекинезери. На Филип му е другар од скоро. Мислам, сега и на нас се запознавме се, му тоа време Филип го знаеше и нема проблем. Джезер, знаеш, и не мора проби да правиме со него. Или Симето. Филип и Симето, они се знае, има сигурната го дајме го. И без проби не е проблем. Упаѓаме и са, нели, од Pink Floyd Project на Мани и на Shine on Crazy Diamond, но тие двете саксофон ни требаше, ние и без саксофон Павле, нели, ама ова да упадне. И мислам дека
Првата беше Шайн, без разлика кој да беше и ние знаеме дека он ќе упадне и он ко упадна и ко поша да свири јај кучето, престана, забравивме да свириме од изненачење. Знаеш, оно и си почна, знаеш да си тега како лава. Топ кадър. И едно време текна треба да свиреме од дека и оно со очите комуницираш, од дека ја да знам од дека сме. А дека сме? А гледаме го Филио, оно пошугава дечки, а дека сме моментално. Ама трозо си разбираш, не. Снајдеш се не такова, ти вика тоталка изненадување, знаеш дека ќе упадне, ко упаднал ти без прв пат го слушаш. И на нас не беше така целиот проект, сакам да кажам, кој колку нека мисли дека се чаламе, на нас лично ни беше многу јако, знаеш, тоа е најбитното се. Оправдано. Многу јако ни беше. И тај момент, кога падне некој посебно таков музичар, не се спаѓавме. Забравиш да свириш, одеш. Па су си викале, од толку трема да оставам гитарата и толку ти си одам и веќе не се бавам ни со музика, ни со ништо, Ама концертот си тече, ја тоа си го мислам. Од одговорност највише. Разбирам. Па добро. Првично е тремото од тоа што не си сигурен у себе, после тремото од што па дали бев пресигурен у себе да не е преминен в зала, разбираш ли? Битно се си има нешто такова. Проблемите на музичарите. Проблемите на музичарите. Па не само и на сите перформери. Сите перформери мислам дека го имат тоа. Таа несигурност, тоа... Ама кога се пушташ после... Ама правили сме обетта и со Кристина. Немаш ли ти тремата, ти готов, престанал си да го сакаш тоа што го правиш. Така испаја работа. Да, не ли? Тоа е точно. Мора да имаш трема. Не ли, ушо викам, немаш... Нормално да имаш трема. Сега епизодата викам, немаш, не ли, баш буквално, нема, ама имаш го тоа котката, разбираш и пак кој ќе би. Не си безич, и баш тоа. Онака го немаш жара. Тоа те стимулира некако. Што онака ти е седно, ако немаш. Друго е колку си професионален и искочеш и на мен ме интересира публика, нели, онака дори добиеш инспирација, кој има двајца што имат желба да те слушат, не е проблем, ќе свириш нешто и ќе онеш. Ама ако си го спремал тоа, па по-друго е. Онака спонтано поќе немаш у моментот, нели? Од тие момент се искористуваш. 2 проби направила си на третата, ако е настап. Малце. И тоа со искуство е различно, оствари. Да. Сигурно. Значи... Аби скочиш, правиш го, не, ти го секако правиш, тоа е разликата тука, дека ти осеќаш или не осеќаш, нафанал си и го правиш. Онака може да те укочи стомадата сграче, не, ти стварно нешто вика, да искочиш, стварно да оставиш гитарата, да искочиш на крај. Можеш да го победиш тај момент. Имали сме гитарист, Ацето, нашиот гитарист ни цел живот. Он имале моменти што толку многу се е срамил од тремата. Пошто ние кренеме да улегнем у кафиша, он накај дома си иде и не одеш по него, знаеш го дека карактер тај, денеска сме гитари и бас. Да. Тоа е тоа. Тоа е тоа. Гледа, Милови што дојде и што ни беше гостин у студиото, мислам дека офанаме и мене. И теми што се и не ќе да кажам контроверзни, ама интересни па за да се кажат и од минатото. Не се уопште. Чисто така работи што се случували, што ни тежат на душата, што сме сакале и јавно да си кажеме, што некои луѓе при заслужува да се збори негативно за нив. Хрониката не е само за позитивните. Збориме за убави работи. И да. Секо се фала ти много и за сега. Фала ти исто. Мило ми беше. И се среќа и да продолжите. Фала. Па трудиме се да продолжим. Која е оваа бројка? Ова е 9-та бројка. До 90, па после до 900, Ајде, па и некој спонзор да фанеме и subscribe ни треба, значи кој не е кликнал. Спонзорство, ќе правиме накрадома. Како тај, знаеш, Желјо Желев на прва телевизија бугарска, на втора полицаја со пендрик, смени на прва, знаеш, и ја така, subscribe. Лайк и subscribe. Обавезно, да.
и да доваѓате на настани кои ќе се прават.